Добар ден, драги гледачи, драги слушатели, вие се наоѓате на фреквенцијата на Радио Лидер. Фреквенцијата 107,4, доколку се запрашувате за тоа. Тука сте со Дени и со Коко. Повторно како секој понеделник и четврток. И денешната тема исто така многу интересна и мислиме дека ќе ве крене многу и со свеста и ќе ве направи да се осеќате многу поубаво. Пред да почнеме кажеме дека за техничка поддршка се погрижија денеска Мартина Костадинова, Јане Јанков, главен уредник е Љупче Златев и Дени и Коко денеска ќе ви објаснат и ќе ви ги кажат 4 работи што ве прават најбогатиот човек на светот. Сите ги имаме. Да, од претходните емисии немаме некои прашања, имаме добар фидбек, но немаме прашања, пак ќе кажам на почеток на оваа емисија, поставувајте прашања, било што и да ви е нејасно, во основа на тоа што зборуваме, прашајте, ќе ви одговориме, бесплатно не ви наплаќаме за тоа и ќе го дознаете тоа што сакате да го дознаете. За почеток на темата, сакам да те прашам, дали знаеш која е нашата најголема моќ како луѓе? Што е едното нешто од кое што се разликуваме од сите животни? Свеста. Со самата свест која што имаме ние, имаме една супер моќ и таа моќ се вика слобода на избор. Да. Значи тоа е првата поточка, првата работа која што ве прави и може да ве направи најбогатиот човек на светот е вашата слобода на избор. Што се подразбира под слободен избор? Што подразбирам кога кажувам тоа? Значи слободен избор, кога имате повеќе опции, просто кажано, ви имате слобода да одберете една од нив. Доколку сте самосвесни, доколку имате нормално свесност за ситуацијата и знаете на која насока треба да се движите, вие може да одберете натаму да се движите на каде што ќе однесе до вашата посакувана цел. Тоа ниедно животно во светот го нема. Буквално, ние сме единствените суштества кои можеме да одбереме и да бидеме свесни за нашиот избор. Накај тоа што ќе одбереме да се движиме, тоа е лична наша одговорност. И колку повеќе сме свесни за да го одбереме патот кој што не исполнува, толку повеќе одговорност имаме и да го одиме тој пат. Нормално нема да биде лесно, но животните од друга страна немаат избор. Како се осеќаат, тоа го прават. Да. Ние како луѓе имаме слободен избор да направиме нешто и покрај нашите емоции, и покрај нашите инстинкти, и покрај стравот, и покрај некои различни коментари од други луѓе. Можеме да одлучиме да направиме нешто кое што ќе не носи на кај правилниот пат. Тоа е една наша супер моќ која што многу често ја занемаруваме, само заради тоа што сме родени со таа. Како и да можеме да ја градиме. Можеме да ја градиме со тоа што ќе ја тренираме нашата свесност да бидеме присутни во овој сегашен момент. Кога сме присутни во овој момент, тогаш, единствено тогаш можеме да одлучиме и да направиме избор. Доколку сме со паметот расејани во минатото, во иднината, не можеме да одлучиме затоа што сме премногу зафатени. Затоа е многу битно, тоа што го кажуваат многу други луѓе, да практикуваме медитација, затоа што со медитацијата се враќаме во сегашниот момент и ја зијаме контролата на нашиот живот во наши раце. Со тоа веќе имаме можност да направиме избор. Од сега, од овој момент, и да го смениме траекторијата на било што и да сакаме да направиме. Да, интересно е дека ние како луѓе мислиме дека во сегашното време најмалку може да направиме, а тоа е спротивно на вистината, затоа што ние од сегашно време можеме најмногу да направиме. Не е тоа дека ќе премислуваме работа, затоа што многу сум приметил кога почнавме во радио, кога ќе ми бидат мислите на мене или кај ми се рацете, кај ми се нозете, одма тоа што го зборам губи смисла. Не знам што зборам, се бунам. Едноставно кога нашето фокусирање е на нешто, не се губи флоот, не се губи тоа што го збориме. Токот на информации, баш што сакаме, и затоа најлесно ќе се изразиме кога едноставно сме во сегашно време, не да намислиме на предмети, на рацете како ни се наоѓаат, туку баш како што викаш, со помош на медитација, со помош на има вежби за дишење, исто може да практикуваме, има многу техники веќе развиени што можеме готови да ги земеме и да почнеме да ги применуваме за да бидеме во сегашно време. Исто така интересно е, баш моментално читам книгата од Садгуру или внатрешен инженеринг, како да смениме нашата биологија на некој начин, нашата внатрешна биологија за да станеме посвесни луѓе, пострекни,
Он вика дека среќата, први ќе кажем дека он вика дека ние како луѓе сакаме се. Значи тоа е многу више друга перцепција на нештата, на стварите. Затоа што стварно како луѓе ние сакаме се. Тоа е природно да сакаш се. Нели кога ќе влезеш во просторија сакаш сите тебе да те сакаат. Сакаш да си најинтерес, сакаш да си најсмешен, сакаш и тоа се Тоа е плач од негото. Да, плач од негото. Баш ние како луѓе сме такви. Меѓутоа мора да избереме у која насока ќе се движиме. Значи не може да бидеме се. Кога сме се, имаме право на избор, нели? Ама кога сакаме се да бидеме, во ништо нема да бидеме добри. Да. Дури ќе бидеме и подпросечни во се. Затоа мојот совет е да најдеме насока кај сакаме да се движиме и да тераме по таа насока покрај работите што ни се од природата, да сакаме се. Да, и многу убаво кажам, и многу убаво ќе се спои со четвртата потточка што ќе кажеме подоцна. Буквално нашиот избор ќе не натера да одлучиме дали ќе идеме на кај нашиот најубав живот или ќе идеме на кај нешто што не икеме да идеме натака. Ние не разбираме дека и да не одлучиме да правиме нешто избор. Да. Не разбираме дека ако одлучиме денеска да не работиме на нашиот бизнис, и тоа е избор. Да. И тоа е дел од вашата моќ. Затоа викаат, ако кажеш дека можеш и ако кажеш дека не можеш, и во двата случаи си во право. Да. Затоа што ти одлучуваш на крај на денот. Ти одлучуваш што ќе правиш. Пак ќе кажам, не е лесно, само што не е толку комплицирано колку што си го правиме. Ние одлучуваме и нормално, многу од нас не знаеме на кај сакаме да идеме, знаеме само кој резултат го сакаме. Но и тоа е од негде, и од таму може да почнеме. Ако сакате, пример, да имате убава куќа, почнете од таму, значи, идете од таму наназад, за да имате убава куќа, што ви треба, окей, за тоа да го добиете што друго ви треба. И више ќе ги знаете по малите цели, за да може веќе да направите некој чекор, да ги достигнете нив и да идете на кај патот на кај тоа што го сакат. Но како што кажа ти, ние сакаме се, и затоа што сакаме се, не се фокусираме на кај едно нешто и да го оствариме тоа. Да. И тоа уствари тој на некој начин иронија. Сакаме се и на крајот не добиваме ништо. Го трошиме целиот живот за да не добиеме ништо. Пак е, значи ова не надоврзува на втората потточка, значи го трошиме нашиот живот. Не разбираме колку е вредно тоа што ние постоиме сега. Значи тоа е втората потточка. Постоите и живи сте. Дали знаете, дали некојаш сте размислиле која е шансата за сите тие работи да се случат како што се случиле, за вие да може да се родите и да постоите. Сега во ова време. Во ова време каде што може да се каже дека е едно од најбезбедните времиња и време со најголем комфорт во историјата на човештвото. Значи, сега ќе ме навратам, прво ако не знаете која е шансата, се проценува и се предпоставува дека една во 400 трилиони. Една во 400 трилиони има поише шанса да фатите лото 9 пати поред. Значи, од денес за утре 9 пати, 9 дена поред да фатите лото. Таа шанса е помала отколку вие поголема отколку вие да постоите. Значи, шансата вие да постоите е помала од да фатите 9 пати лото. Нереално. Не го разбираме тоа, не разбираме кој подарок е тоа што постоиме. Не разбираме дека кога се создало секоја се создал нели космосот, требале да се создадат толку планети доволно за да бидат оддалечени на точно одредена нели дистанца, за да може да постои сонцето, за да постојат 9 планети на која што ние сме третата што е токму точно оддалечена од сонцето, за да може да има живот, да може да има услови за живот. И тој живот кога се создал, првата риба да излезе од водата, да се создадат суштества на земјата, и тогаш да падне метеор, баш кога се создале мокни и големи суштества што ги викаме диносауруси, за да ги истреби нив, за да можат другите суштества на земјата да еволуираат, да настанат нели мајмуни, да настанат луѓе. Од тие луѓе сите со слободен избор, како што кажавме, да ги направат правилните потези за вашите предци да го имаат тој lineage, баш таа гранка на вашето дрво на фамилија, за да се сретнат бабави и дедови. Значи колку е мала шансата бабави и дедови да не се сретнале воопшто. Така.
да закаснил 5 минути да не се виделе. Да. Така колку да се загледал во нешто, да прочитал и да не се видел. Митко ќе бил Значи, буквално не сте имали, Да. немало да се роди ни вашиот татко или вашата мајка. Колку е мала шансата вашата мајка и вашиот татко да не се сретнели или да не им била врската како што треба, така, или кога они ве создавале вас да не бил точниот прав момент за вие како пливач од тоа време, Да, буквално во матката на вашата мајка, буквално да победите во најбитната трка на животот, да стигнете до јајце клетката и да бидете плодниот пливач, и тој плоден пливач да се оформи во здраво суштество, и тоа суштество да се роди во точно во овој период на светот кога постои интернет, кога постојат сите овие работи и секој комфорт што го имате се. Дали сваќате колку ви е веќе дадено? Колку веќе сте богати без да сте побарале ништо, без да мрднете со прст? Да. Веќе победивте. Веќе победивте, веќе нема сте победили. Да, Значи веќе победници вие сте, сте да. победници. Почнето Вие сте од чудото, победа. буквално. Вие сте чудото што сакате да се случи. Вие сте се случиле покрај страшно малата шанса. Интересно е дека исто вика Садгуру вика дека му било чудно кога вика у тие источни западни вика цивилизации кога почел да држи предавања, вика дека среќата и исполнетоста се цел на луѓето и тоа му било него многу чудно. Затоа што он вика дека тоа се почетни емоции што треба човекот да ги има веќе, не да се бори за нив. Јас другачие малце размислувам зашто повеќе мојата филозофија е на акција, да се направи нешто и успат да си среќен додека го прави, што сигурно и он го мисли истото, меѓутоа сака да каже дека среќата не е цел и исполнетоста. Затоа што кога има цел, секогаш ќе има нешто што ќе се заврши таа цел, па ќе треба пак нешто да бркаме. Вика дека никогаш нема стварно да бидеме среќни, затоа што ние треба уствари да тргнеме од тоа. Рачунете какви резултати би имале ако тргнете од мизерија, ако тргнете од несреќа, од огорчаност. Значи нема никако добри резултати да имате од таа емоција. Ќе мислите на лоши работи, ќе правите лоши работи и ќе ве враќаат реално, ќе се враќате назад, само нема да идете напред. И затоа е многу битно да се каже дека треба да самиот пат да биде среќа и исполнетост. Не да биде некоја главна цел, затоа што сите сакаме многу пари да направиме, сакаме голема куќа, сакаме големи станови, меѓутоа тоа не е среќа. Затоа сите и гура што имаат веќе огромна финансиска независност кажува дека тоа не е среќа, него дека среќата е патот до таму. И затоа мислам дека треба да се потсеќаме колку ни е више дадено, дека се постоиме, а е таа една у 400 трилиони шанса, од таму да тргнеме. Значи веќе сме победници, треба да бидеме среќни и исполнети, од тука да почнеме да градиме нешто во животот, затоа што емоцијата не е цел, него е пат. Целиот пат треба да биде исполнет со среќа, со исполнетост нормално, некогаш ќе бидеме несреќни, некогаш нервозни ќе бидеме и тоа е окей, затоа што секоја емоција има и контраемоција, затоа што како што е среќата и тагата, значи како што е исполнетост и неисполнетост. Не е битно, сакам да кажам дека и да се осеќате така, некогаш треба да биде тоа помалку од времето е окей, и е стварно окей, дека треба да си кажете окей, сега се чувствувам вака, многу ми е дадено, пак да се потсетите на истото и од тука да тргнете да градите нешто повеќе. Нормално, и баш многу убаво кажа, секоја емоција има и своја контраемоција, исто како на спектарот на бои. Секоја боја има спротивна боја, така, и ние не треба да боиме само со светлите бои, така, не треба, ако се фокусираме само на едни бои, тогаш целата друга група на бои ги занемаруваме, така. Нема да можеме да направиме ремек дело на слика, така, како ако сме уметник. Исто и со емоциите. Емоциите, како што кажа, не се целта. Емоциите се знаци на патот. И доколку го знаеме јазикот на емоциите, ќе знаеме да, исто како кога возиме кола и ќе се појави знак градот е 100 метри право, ќе знаеме што ни кажува тој знак. Значи, кога се појави среќа на вашиот пат, вие ќе знаете, значи се движам во права насока, нешто сум направил што треба. Кога ќе се појави тагата ви кажува дека вашата длабина ви ја покажува, дека има нешто кое многу ви значи во светот. Покрај тоа што има многу ствари, тоа едно нешто вас успеало да ве допре многу длабоко, за да ви значи тоа. Кога има нервоза, така на патот која се ова, тоа ви кажува дека нешто на патот ви ги пречекорило вашите граници, дека може би треба да ги браните тие граници. Така, значи секоја емоција
и тие што викаме негативни, што не се негативни, и тие што ги викаме позитивни, што не се позитивни, кажуваат некоја порака. И се додека ние пробуваме да бегаме од едни емоции и да идеме на кај други емоции, секогаш прво нема да уживаме комплетно во тие емоции што ги викаме убави и нема и ќе бегаме цел живот од тие емоции од кои што ги викаме негативни или лоши и не икеме да, како што кажа, колку да се препуштиме на нив и да ги осетиме во моментот кога ги чувствуваме. Значи, може да го размислите ова вака. Размислете дека вие сте небото и дека на небото секогаш постои сонцето во текот на денот, така? Да. Сонцето кажува дека више вие имате даден премногу добиено, дека вие сте живи и дека треба на тоа секогаш е базичното, таму тргнувате. Некогаш на небото ќе има облаци, така? Некогаш на небото ќе има тага, ќе има нервоза, ќе има тие емоции што ги викаме негативни. Тие емоции може да го сопрат сонцето, но доколку оставиме тие да постојат и да продолжат, сонцето секогаш се враќа. Да. Така, значи не бегајте од тие облаци, едноставно прифатете ги, оставете да продолжат и кога тогаш ќе се потсетите на сонце дека вие уствари имате многу повеќе од колку што некогаш сте барале. Да. Да напоменем исто дека пред неколку емисии мислам дека почесто го спомнуваме дека имаме повеќе од кралевите што имале пред 300-400 години. Да, од тука да тргнеме само, значи кога веќе знаеме која е шансата да се створиме како човек, како што сме денеска, и да знаеме дека имаме повеќе од кралевите. Значи кралот чекал да му се улови нешто, да му се донесе, да му се набере овоше, ние тоа го имаме кај комше у пилјарата, како што се вика. Баш го имаме тука на 3 метри за стварно мала сума на пари. Значи може секој да си го дозволи. Значи мора да се присетиме колку сме богати, што самото тоа што постоиме и што реално, пак ќе кажам, Македонија што има мала просечна плата, може толку да си дозволиме. Значи пак имате премногу од самиот старт и без да се трудите нешто многу. Значи имате повеќе од крал. Некои луѓе сакаат да бидат кралеви, а ќе имаат помалце ако сакаат да бидат кралеви. Значи кралевите, пак ќе кажам, имате со едно копче да нарачате храна, имате со едно копче да ви донесат од Америка нешто, што се вика за 2-3 недели ќе го почекате да сте од Америка ќе очекате 8 сати, меѓутоа дека сте од Македонија ќе очекате 2 недели, меѓутоа се ќе ви донесат. Со пари денеска се можете да се приуштите, со не многу пари. Пак ќе кажам, секогаш е тој надпревар на пари, што парите можете јахта да купат, така, можете и чоколадца да купат, меѓутоа тие работи што вас ви се доволни, се веќе премногу, што може со многу малце да си ги дозволите. Да, многу го кажи, еве и работи што буквално и не коштаат пари ги имате, така, имате паркови во вашиот град. Да. Така, имате убави планини, имате топла вода, така, имате системи кои што функционираат за да ве чуваат и да бидете безбедни. Значи се тоа постои заради општеството, постои заради тоа што ние како луѓе сме се развивале. Вие не сте барале тоа да постои. Тоа ви е дадено, така, без да сте го побарале, тоа ви се даени сите комфорти на овој свет. Сите комфорти што, како што викаш, кралевите ги немале. Тоа е, значи, третата подточка. Имате вие повеќе од кралеви што имале порано. Значи крал немал топла вода. Да, така, да. Морале да зимаат вода, да греат посебно за да има он да се избања еднаш. Вие сега може да влезете во каде и да се бањате 2 сата со топла вода. Да. Така буквално. Протечен бољар ако си земеш. Баш, протечен бољар ако земете. Заземете протечен бољар, јавете се. Живеете ко крал, уствари живееш лошо денеска. Реално ако живеете ко крал кој што живеел пред 500 години, живеете многу лошо. Ќе ве има на телевизија буквално колку лошо живеете. Ако живеете како крал што живеел пред 500 години или пред 400. Како и да е, не се само тие работи, тој луксус за кој што збориме, како што кажав, постојат паркови, постојат многу работи што може на интернет бесплатно да ги видите, видеа, музика. Значи пред 100 години луѓето не можеле да слушнат песната што сакале да слушнат во моментот. Така, на тоа не сме размислиле дека пред 100 години ако ви се свијало некоја песна, вие не сте имале достап до таа песна. Сега има YouTube. Да. Сега може буквално од мобилен да додека патувате да отворите песната и да се подсетите на таа песна. Имате буквално артикл на интернет да прочитате за било кој топик, значи било кој subject, буквално било која работа што сакате да откриете, може да откриете. На Википедија е напишано се, буквално.
И значи сите тие системи функционираат без вие да мрднете со прст. Да. И безпрекорно и без буквално ние да правиме ништо. Легнуваш да спиеш, стануваш, тој систем функционира и не само што функционира, станува се подобар и подобар. Да. Станува се поисфилтриран и поисфилтриран за да ви го удоволи вашиот комфорт, да ве задоволи вас. Значи, може да кажеме дека сме конзумерско општество или дека многу, не знам, од работите ги прават за одредени цели и други цели у позадини играат. Како и да е, на крај на денот вие ги имате тие работи што ви се дадени, така во општество. Без разлика кои се позадинските игри. Баш да се присетам ја како дете, мислам, не знам кој колку е стар, меѓутоа сум чекал песна на радио со касета за кога ќе почне да ја снимам. Значи колку било ние кога сме биле деца, а рачунете сега денеска колку е тоа све напреднато, колку има повеќе опции, можности. Стварно ми е толку ние имаме денеска проблем со комфортот, немаме проблем со опции и можности. Со нас самите имаме проблем. Затоа што толку опции има денеска, што ако не си финансиски стабилен, мислам дека стварно е до тебе. Се е до тебе. Толку информации имаш, се да дознаеш за безпарен интернет, ако немате 1500 денари за интернет, мислам дека тоа е проблемот. Платете интернет, земете компјутер, се можно што сакате имате денес. Во одредени ситуации државата така ги дава 1500 денари. Да. Кога ги немате. Кога немате, да. Значи нема, не знам каков секој изговор е изговор. Не е ништо веќе, не е до никаков систем. Секогаш се е изговор со самото тоа што кога ќе тргнете и ќе видите дека не знам луѓе без раце создале некој уметничко дело, така, или луѓе без раци и нозе се пресрекни у животот. Да. Значи има луѓе што многу полоши услови имаат од вас, а направиле многу повеќе од што вие замислувате. Значи самото тоа ви кажува нешто, дека на крај на денот е, како што кажавме, првата потточка, вашето право на избор и слободен избор. Ако кажете можам или ако кажете не можам, вие сте во право. Доколку кажете не можам и да не сте хендикепиран буквално во ниеден смисол, вие се хендикепирате сами. Да, баш како што кажавме кога доаѓавме по пат наваму, мислам дека и нашиот народ малце, мислам, се свестивме како народ, затоа што пак почнавме да јадеме поздрава храна, тоа не носи на некоја повисока интелигенција, почнавме поишто да спортуваме, како што гледаме, Скопје се направи по способно, мислам, ги направија тие патеки за точоци, значи идеме на некоја подобра насока. Мора и тоа да се напомене, покрај се што се случува и што се случуваше, мора да се напомене дека се подобруваат работите. Мора малци на тоа да се фокусираме, не само на лошите работи. Самите бројки се намалуваат од корона, значи имаме успешни обиди и акции што сме ги направиле, што треба да сме благодарни за тие. Да. Поготово еве денеска. Секојаш се помали бројките, имаме искрено да ви кажам, имам другар во странство што живее и толку многу, значи стварно си ги збориме како здравството, како вакво, како такво, верувајте дека никад, мислам, во други земји не е ништо подобро здравството. Значи таму се плаќа огин и пламе што многу не може да си го дозволат, не им е платено од државата, значи тоа мора да знаете. Имаме и добро здравство, сакам да кажам. Генерално како држава, мислам дека само треба да се смени тој менталитет што е застарен, што реално пред многу како да кажам, пред многу малце години сме влегле во таа транзиција на подобро општество и мора малце време да помине. Значи самите треба да сме свесни за тоа и да целиме кон поише нормално, затоа што стварно се е денески изговор. Еве, и јас и ти сме пример дека стварно и не сме имале, сме создавале, сме иделе преку тие препреки, преку, како да кажам, challenges, значи сме морале да преминеме преку некои работи за да стигнеме до некоја цел, така. Меѓутоа патот кон таа цел не бил никогаш лесен. И мислам дека од која било држава да сте нема да биде лесен. Дали Америка, Австралија, мора да го сватиме тоа како човек, како човечки суштества, сите имаме своји проблеми, без разлика колку е тој добар систем. Да, многу убаво каже и баш и мислам и во една претходна емисија спомнавме. Значи имаше прашање дали да си одам од државата, мислам што го одговаравме. И баш одговоривме на тоа прашање дека доколку целта ви е само да избегате, верувајте дека надвор ќе најдете исто нови мани на тие држави што нема да видат во полза. Да. Значи во секоја држава, поготово во држава која што не е вашата родна држава, ќе имате многу повеќе проблеми. Не е прашањето дали да си одите, него
што барате во животот. Зашто ништо нема да биде така лесно како што мислите. Да. Но кога ќе знаете што стварно барате, ќе можете да се насочите натака и да идете преку тие пречки, да идете преку тоа тешко, за да стигнете до тоа што го сакате, затоа што и да одберете ќе биде тешко. Да. И да го правите тоа што не икете да го правите, ќе има тешкоти у тоа. Да, потешко ќе биде. Да, ќе ви биде прво потешко лично на вас, но како и да, нема патот да ви биде оформен, изграден и мазен. Да, Него ќе има да. пречки на тој пат. На секој пат има пречки, на некој начин треба да станете као мазохист и да ги сакате тие пречки. Кога ќе ви излезе пречка на патот, да ве исполнува тоа и да ве задоволува на некој чуден начин, да си викате, како ќе ја пројдам јас оваа пречка сега. Да. Доколку не идете на кај тоа што го сакате, нема може да имате таков менталитет, нормално, зашто не ви исполнува дестинацијата толку. Но доколку идете на кај вашата лична поголема цел, на кај вашите работи што сакате ги остварите во животот, вие ќе го добиете тој менталитет. Кога ќе излагаат пречки, вие ќе размислувате како да ги пројдете тие пречки и ќе бидете многу позадоволни само заради тоа што сте имале пречки, сте ги поминали. Да. Значи, тоа го има во секоја држава. Буквално ако идете во држава што не е вашата родна држава, поготово без документи, тоа е многу потешко отколку тука пробате да успеете во било која сфера. Да. Верувате, во странство не ве чекаат вас и да ве вработат и да ви ги дадат тие пари што ги барате. Перо директор, ајде, Буквално, седнувај на така и си не да така. чекавме од Македонија, ајде, влагај. Македонија перо. Ајде, пасош, седнувај, нема време за чекање. Ништо не е така, затоа и многу луѓе што бегаат и идат во странство, се враќаат за година-две. Да. Така, затоа што они идат со помислата дека таму е многу полесно и сваќа дека не е. Да. Значи, вие треба да почнете од вас самите. Тука се менја целата игра. Кога вие ќе се смените самите, тогаш без разлика кај сте ќе најдете кога може да успеете. Мислам дека подобро е со тој мајндсет веќе да се преселиш. Ако сакаш. Да, сакам да кажам веќе кога би се преселил, пресели се како оформен човек. Да. Мислам, за мене е тоа затоа што тоа што го бараат надвор најниското, што реално ако си одиш, мислам дека највеќе се мотивирани од тоа, од финансиски причини како и да. Мислам дека тоа најниското е малце повисоко во странство. И истото ќе го добиете. Пак нема да си приуштите некои луксузи што ние ги викаме тука луксузи. Мислам што во странство се луксузи, а кај нас секој може да си ги приушти. Како на пример да иде во ресторан да јаде. Да. Тоа Како луксуз кажа, нема. комфортот е проблемот. Да, комфортот, значи не е да. тоа што ве прави комфортни, него самиот комфорт. Да, тоа е голем проблем. Баш денес. книгата го кажам, значи комфортот, така луѓе пред 300 години кралевите и они имале комфорт. Да. Ако мирисало се на измет, така. Ако мирисало се прљаво, ако било се страшно и во секој момент можеле да бидат нападнати од другото кралство. Ако немале удобен кревет како вие што имате сега, тоа им било огромен комфорт. И вие сега имате комфорт. Кога ќе отидете во странство и кога ќе се крене малце нивото, пак имате комфорт и ќе барате друг комфорт. Да. Значи комфортот никогаш не може да го задоволите. Секогаш барате нешто, ќе дојдете до тоа и барате нешто повеќе. Такви сме ко луѓе, секогаш го правиме тоа. И нема ни да забележиме кога ќе го упиеме тој комфорт и кога ќе ни биде убаво. Него едноставно ќе бараме нешто друго. Ама они имале многу помек кревет. Или они имале, знаете, топла вода, ама и музика свирала. Секогаш има нешто и има некоја држава што има повеќе. И кога би стигнале таму не би била како што е вашата родна држава и тоа би ви фалело. Значи секогаш би ни фалело нешто ако ни фали сега у моментот, ако не си го средиме тоа сега во нас самите. Кај да отидете нема може да избегате од самите себе си. Да, одлично, супер кажано. И четвртата подточка не е имате се на светот доколку не се приврзете. Колку е тоа контрадикторно. Значи мора да бидеме како луѓе слободни да имаме избор, слободен избор, затоа што ние како луѓе запаѓаме во заблуда дека мислиме се може да предвидиме. Тоа мислам дека е најголем проблем кај нас како луѓе. Мислам дека тоа е базичен проблем, затоа што ништо не може да предвидиме. Мислам дека има и процентуално над 90% од работите се надвор од нашата контрола. Затоа што тоа што го бркаме е 10%, тоа што ние може да го направиме. Затоа мислам дека приврзаноста не носи кон тие 10%. Ако сме слободни да избереме што сакаме да правиме,
ние веќе играме со шансите на животот, затоа што верувајте на сите, животот ни дал шанса веќе. Некоја шанса што сме ја пропуштиле, како што викаат вашите 5 минути. Меѓутоа не се само 5 минути, него животот цело време ни дава шанси да исполниме нешто, да бидеме подобри луѓе, да најдеме подобра работа. Меѓутоа ние се уште таа перцепција немаме, мислејќи дека тоа што сме сега е доволно. Пак ќе кажеме, у комфорт зоната се враќаме. Значи немојте да мислите дека можете да го предвидите животот и не се приврзувајте за тие работи, пак за комфортот, затоа што комфортот е нешто што не може, што никогаш не може да го исполниме. И самиот комфорт не носи надоле, не нагоре, затоа што пак ќе се навратам во претходните емисии што зборевме дека границата ја поместуваме. Значи кога поместуваме границата, откриваме некои нови работи во животот, што се многу прекрасни, што може да ги видиме. Како да се прекачиме преку огради и гледаме за Едисонце. Тоа е тоа што мора да го направиме, да ги преминеме тие граници за да се осеќаме подобро едноставно. Мора да го тргнеме тој комфорт, да го бутнеме, да ги прескокнеме границите со тоа што нема да се приврземе за тоа што го имаме сега. Меѓутоа пак мојата перспектива е дека треба да сте задоволни со тоа што го имате, значи да ги гледате двете страни на како вика на паричката. Едната страна е дека имате многу веќе доволно и повеќе од доволно што ви треба да живеете како човек, ви е дадено премногу, ама окей е да сакате повеќе. Ама кога сте на средина, тргнете од тука. Имам се, дадено ми е премногу, среќен сум што сум жив и идеме понатаму. Значи мислам дека таа е перспективата што треба да носиме сите како луѓе, барем за мене. Да, истото и за мене, значи истиот менталитет го имаме и тоа пробуваме да им го пренесеме на луѓето, дека веќе имаат се дадено, веќе се победници во таа игра на животот и тука е више наградата. Значи ова е наградата, вашиот живот е наградата која што сте освоиле. Таа награда, ја го замислувам како буквално како бифе, и на тоа бифе има многу храна. И вие сте слободни да одберете која храна сакате да имате. Нормално треба да станете со тањерот, да отидете да земете таа храна, но тоа бифе е отворено пред вас и вие може да имате се. Вие не се борите дали вие ќе бидете подобри од другите на масите за да земете одредена храна. Таа храна е даена за сите, има премногу, доволно за сите. Вие треба само да знаете што ви се јаде, да станете со тањерот и да земете таа храна. Значи нормално, нема сервис, бифе е, нема чекате за дојде некој со послужавник да ве послужи, никој нема ве послужи, ќе останете гладни, треба да станете да си земете, но таа храна е дадена бесплатно за сите вас. И буквално треба само да знаете што ви се јаде. И баш четвртата подточка е тоа, значи долго се приврземе за една храна, да речеме само дадеме само леп. И сакаме само леп дадем и тој леп што е таму е само наш. И као да аѓаат луѓе, ние ги тргаме, не го зимајте лебот, ово е само наш. Покрај тоа што има премногу леп доволно за сите, тогаш вие ја пропуштате шансата да земете од било која од другите храни, така. Значи во животот имаме даено се. Буквално са бајле седев во еден парк и видов едно преубаво дрво и си помислив баш дека тоа дрво за да стои во вашата градина, во градина на некој крал, би требало толкав процес да се пред да се носи тоа дрво, да се засади, да се чека, да се загради таа градина за да биде тоа дрво само на кралот. Може да излеземе, да отидеме во парк и опет го тоа дрво без никој да се труди да го чува, без никој да го форсира, без да го плаќаме, тоа ни е даено бесплатно. И колку убави дрва има такви што постојат, но ако се приврземе само за тоа дрво и да кажеме тоа дрво е наше, ќе го купам ова дрво, никој да не доаѓа до ова дрво. Не губи убавината. Не само тоа, него ги губиме ние сите други дрва што може да ги видиме, што ни се дадени бесплатно во светот. Така е за се. Значи колку многу храни има што може да ги пробате, колку многу музики има што може да ги слушнете, филмови ги гледате, книги да прочитате, места што може да ги посетите, така. Колку многу убави луѓе може да запознаете. А ние се лимитираме за одредени работи и така ни проаѓа животот. Пак ќе кажам, ова е наградата. Веќе имате даено се и ова е наградата. И кога ви го дале ова се или доколку сме го освоиле ова се, зависи во што верувате, никој не кажал дека вие треба да докажете нешто. Ви дал награда и вие треба да ја користите. И ако не ја искористите, окей, никој нема да ви буквално да ви замери за тоа, ниту пак ќе ве награди за тоа. Така да тоа што сакате да го имате, идете натака. Затоа што тоа ви е наградата. Ако не ја земете, пак е окей, ама тоа е ваш избор.
Као што кажав, тоа е првото, слободен избор, второто е имате живот, постоите, третото имате повеќе од кралеви и четвртото е не се приврзувајте за една работа, затоа што ако не се приврзате за едно нешто имате се. Да, баш одлично сума сумару кажа. Мислам дека кажавме многу интересни работи што може секој да ги примени и понекогаш не е дека мислам имам такво размислување дека ако луѓето се малце попозитивни и ако се гледаат повеќе својата работа и ги видат сите можности што ги имаат вместо да криват времето, политика, надвор што се случува, коли што брмчат мотори, мислам дека многу повеќе може да отствариме како луѓе. Само поради тој избор што го имаме. Значи, мислам дека 12.000 работи што може да ги работиме. 12.000, бројката е 12.000 работи. У светот има. Вас ви треба да бидете добри во една работа. Од 12.000, ако не знаете една и да бидете многу добар во тоа, ја мислам дека нема што да се дискутира повеќе. Ако сакате тоа да го правите. Пак како што кажа Дени, имате избор да правите, да не правите, светот што и да правите ќе ве заборави. Значи, кој ги измислил вратите, знаете? Не. Никој не знае. Стаклата, прозорите, кој ги измислил? Да, отидете на Google, може одма да прочитате. И тоа е моќта што имаме. Меѓутоа, вие сега не знаете. И вашата фамилија ќе ве забори, и фамилијата пред тоа, и може и за 1000 години Александар Македонски ќе забораваме, што се вика дека едноставно работите си течат, вие правеле или не правеле. Затоа, почнете од вашиот избор, бидете мислам препогати сте веќе што постоите. Таа е таа шанса, една у 400 трилиони, ако видите бројката може да се несвестите колку нули има. И од тука почнете да го градите тоа што навистина го сакате, затоа што тоа е животот. Животот нема смисла. Малце звучи депресивно, ако не му даете смисла, нема смисла животот. Мислам дека таа е главна поента кај луѓето со депресија, животот им нема смисла, меѓутоа таков е животот кој живот. Нема смисла ако не му даете. Едноставно тоа е. Или бидете депресивни, или дајте му смисла. Што и да одлучите, луѓето ќе ве забораат. Правите тоа што сакате, едноставно имате цела слобода, имате се дадено на тацна, не ви треба многу, само треба малце повеќе да се заинтересирате и да ги отргнете тие граници од домаш, гледање Netflix, скролање на социјални мрежи. Тоа се банални работи што ќе ги заборавите утре, а не па за 10 години нема да ги спомнат. Да, значи тоа е проблемот. Проблемот не е што немаме, проблемот е што имаме премногу. И од тоа премногу ние се губиме и не го живееме животот. Како што кажавме, животот проаѓа, ќе пројде вака и така, и на крај никој нема го награди ни тој што живеел целосно или тој што не живеел, што скролал, сите на исто место завршуваме. Да. Како и да е, ако вие сте задоволни, тогаш тоа е победа за вас. Не е победа во светот, не се надпреварувате со никој, затоа што никој не може да биде ништо повеќе од никој друг. Сите сме луѓе, сите сме свесни атоми што со текот на времето постојат и ќе престанат да постојат и за 2-3 генерации ќе престанат името ни го спомнуваат и никој нема да знае нашата приказка буквално. Да. Така да тоа што го правите за дали сте вие исполнети, дали вие водите вашата смисла на животот или не. Како и да е, пак никој нема ви замери. Но ваша одлуката. Баш мојата филозофија е да си служиме едни со други како луѓе, да си помагаме, не да се одмагаме, затоа што и бизнисот на некој начин е служење на другите луѓе. Вие давате некој сервис, некој производ, некоја услуга и луѓето ви плаќаат за тоа. Вие им помагате на луѓето. Гледате тој бизнис да не е деструктивен, да не им одмага на луѓето и тоа е тоа филозофијата, е таа цела емисија на тој ја посветивме. Дечки, фала ви многу што слушавте денеска, што бевте со нас, ако сте слушате со нас, ако сте во кола, се надевам дека кога ќе стигнете дома ќе имате некој атомче малце попозитивно и ќе имате малце повеќе енергија да се свртите кон себе и да видите колку сте благодарни што постоите и да направите нешто повеќе ако сакате. Така, поздрав и од мене, се надевам оваа емисија ви инспирираше за стварно да ги видите работите што ги занемаруваме, што не ги гледаме секој ден и што не прават депресивни, уствари имаме многу повеќе од што бараме и некојаш сме барале. Поздрав од мене, се гледаме во четврток. Во понеделник нема да имаме емисија, се гледаме во четврток. Поздрав.